2 кола, 2 порази за Македонија на Европското првенство. Еве, ќе ги архивираме веќе, нема да зборуваме за нив. Не очекува Романија, тежок ривал, но победа на тој надпревар би вредела главна рунда на ова Европско првенство. Точно така, победа против репрезентацијата на Романија за нас ќе биде кога сме се пласирале у полуфинале. Објективно се големи фаворити, само не се на тоа ниво како што се репрезентациите на Холандија и Франција. Вчера се виде надпреварот Холандија-Франција, дека тоа е Романија една репрезентација која е во стварање, која има, како што рековте, еден играч кој е можеби еден од најдобрите играчи на светот, има еден пивот кој е веројатно еден исто на добрите и нивната соработка е катастрофална за сите екипи, нели? Треба да се воспостави игра во која ќе се спречи таа соработка на тие два играчи, но сепак не само тие два, имаат и други играчи, имаат млади играчи кои се многу способни, крилата се добри, голманите се добри. Во секој случај не чека тежок надпревар и ако успееме да се вратиме, бидејќи девојките како и јас исто сме оптимисти, нели секогаш очекувавме дека може да направиме нешто, тоа беше необјективно. На крај крајeva кога гледаме сега необјективно по една силна Холандија да направиме некој извонреден резултат и се осеќа некоја сетност, посебно заради публиката која беше феноменална и никогаш не сме доживеале женската репрезентација да има таква поддршка и која после поразот и даде поддршка на тој. Се договоривме да пружиме максимум, да се обидеме да ги исправиме грешките, да се обидеме да дадеме подобра игра и во сите сегменти, и во одбрана која беше добар дел во повеќето случаи, нели и во со Франција, од нападот, нашиот нападот мора да биде многу подобар ако сакаме да имаме некој позитивен резултат. Дали разговаравте со помладите ракометарки кои да речеме преземат одговорност, да шутираат од неизградени позиции, дали поразговаравте со нив за тоа, дали му кажавте на грешките? Точно тоа, ние сега баш за тоа разговаравме, гледавме видеото, гледавме утакмицата и разговаравме дека не може, тоа е неодговорност да се шутне од неизградена позиција, поготово кога се дава шанса да се игра на млад играч. Тој мора да биде стрплив, мора да одигра прво, мора да се формира нападот, мора да се формира вовед во нападот, па се направи акцијата која планираме, која играме и ако се створи да се шутне, ако не се дае гол, не е проблем, али да се земе топка да се шутне точно така. И тоа се скрена, не е ова само Европско првенство, ајде јас шанса е да имам сега да влезам, па да ми е гајле ќе се шутнам, нели тоа е и во карактерот на играчите. Мислам дека јас ги опоменав дека во иднина нема да бидам толерантен за такви испади, ама да ви кажам отворено, имаше нели неколку предлози, напади, ние немаме многу изборни играчи. Може ми некој 1, 2, 3 играчи што се во странство да добијат шанса сега да Боризовска можеби од што игра у ПАОК, можеби Деспотовска кој е на крај на кариерата, кој е еден шутер кој ние го немаме сега. Ние имавме договор да дојде, па после тоа некако имаше и од незина страна, па и од моја страна, викам со овие играчи игравме една година цела, па сега да промениме не е вред. Во последен момент нас ни треба шутер и од една и од друга страна и можеби Георгиевски ќе се врати, али ова што го кажавте точно, младите играчи добиваат шанса. Ние сме стварно најмлада репрезентација, ама тоа не значи ако си млад да си дозволиш да направиш грешка. Во случајот на пример со Ива Младеновска, имаше добра ситуација, одлично шутна, само за несреќа, сакаше гол да погоди, а имаше празен гол, можеше да даде гол и да бидеме сите среќни. Подготвувате ли некоја специјална тактика за Неаго или? Видите, да имаш таков пикер во екипата, како што е Пинтеа, и да подготвиш, например, тактика да играш фластер на Неаго е самоубиство, е начин. Пошто другите два играчи се извлакот техничари, има голем простор. Пинтеа која прими топката, онда нема теорија некој да ја спречи. Сега треба се дуплира таму. Или е гол или пенал. Сега ќе се обидеме да играме исто кој што играме до сега. Мислам дека нема некои промени. Може да пробаме да играме и други зони во дадена ситуација, ама
мораме да ја сочуваме енергијата и да успееме барем да не дозволиме да се одлепат, како што се одлепија и Франција и Холандија со 5-6 разлика и после тоа многу е тешко да се игра. Се прават грешки. Ти сакаш, се враќаш со 1 гол, 2, па примаш 3-4 гола. Тоа е суштината. Да играме добро барем во првиот дел во 15 минути, да ни даде снага, да ни даде мотив, публиката е феноменална, сигурно ќе подржи и можеме да извлечеме не 100-200% од играчите, само е тоа шансата. Иначе да бидеме објективни, сите вие кои гледате, знаете дека ова е генерација која се спрема, која настана после тој 10 годишен пост на македонскиот женски ракомет. Имавме среќа да федерацијата успеа да го донесе ова европско првенство тука па да учествуваме. Сега ако се пласираме на светско првенство, тоа ќе биде заслуга на оваа генерација, нели ќе речеме браво, успеавте да се пласирате, па ќе видиме како ќе биде понатак. И ќе ги искористиме, немаме друг избор. Мораме да мислиме на младите, тие се овие 7-8 странкињи, играчки кои играат во странство, овие тука што беа сега, уште негде 5-6 играчи кои можат да помогнат, али повторно ќе кажам, со во вакви надпревари и тие 5-6 сигурно нема да покажат нешто повеќе. Ние немаме играч за врвни надпревари во овој момент во македонското првенство. Што би направиле разлика на терен. Да, што би направиле разлика и кои може да се спротивстават на вакви тимови како што се Холандија и Франција. Добро, ние не бараме да се спротивставаме. Утре ќе треба да играме со Австрија, Чешка, кои се изузетно мокни и добри репрезентации, да се разбереме, кои се јаки и се можеби да фатиме приклучок со нив. Србија и Хрватска отидоа малце погре, Словенија сега во овој период. Ние треба да бидеме стрекни, да бидеме присутни на ова европско, не сме присутни, да бидеме присутни на светското првенство. Тек тогаш ќе можеби и со младите генерации кои ги очекуваат 2 европски и 1 светско, кои го работија сами, нели? И да бараме надеж да се појави уште некоја 2-3 од тие млади ракометарки, па да правиме екипа за понатака. Иначе ова е тоа што го имаме. Мислам тоа што имаме, без разлика дали сум ја или некој друг тренер, мислам дека може да се направат некои корекции, може да биде некој помак малце подобар, ама квалитетот е тој е нашиот квалитет кој го знаевме и претходно. Мислам дека само ако можеме да бидеме дисциплинирани, да играме добро во одбрана и да ги искористиме сите шанси во напад, имаме шанса да се надпреваруваме со секого. Али ако биде тоа ќе биде една 100% извршување на нашите задачи, а тоа е многу тешко да се постигне во ракометот. Благодарам и на вас.